Ви благодарам, почитувам председателе, почитувани колеги пратеници. Накратко би сакал да дадам едно образложение за оваа иницијатива. Прво сакам да напоменам дека иницијативата има поддршка од 75 пратеници, што е досега можеби најголемата бројка на пратеници што дале своја поддршка за ваква една анкетна комисија. Втората работа што сакам да ја споменам за оваа анкетна комисија е дека истата се поднесува заради сериозноста на последиците на трагедиите кои што се случија во последните неколку години, вклучително меѓу нив несреќата во дискотеката во Кочани, несреќата на Бесатранс во Бугарија, модуларната болница во Тетово и несреќата на Дурмотурска и Ласкарци. Целта на ваквата анкетна комисија е да се разгледуваат сите пропусти и сметам дека овие трагедии кои што со човечки животи ги платија недолжни луѓе имаат еден заеднички именител, кај сите 4 трагични несреќи се забележува сплет на пропусти на многу институции, нефункционалност на добар дел од системот и раководители на одредени институции, кои што создале една опасна замка за сите 4 несреќи, во која што замка, за жал, ненадоместливо, имавме загуба на 138 човечки животи. Целта на оваа анкетна комисија исто така е било кои наоди што ќе се добијат во истата да бидат испратени и до владата на Република Македонија и до јавното обвинителство, наоди кои што можат да помогнат во лоцирањето на политичка одговорност, за што собранието има надлежност, а понатаму и за друга кривична одговорност, за што надлежност има обвинителството. Истовремено предлагаме, согласно деловникот, председател на ваквата анкетна комисија и заменик на председателот да бидат избрани од редовите на опозицијата според нивната координација, затоа што тоа секогаш е правило кое што треба да се почитува. Би сакал исто да напоменам дека со изгласувањето и формирањето на една ваква анкетна комисија, ние како пратеници, како собрание, би покажале неселективност. Затоа што нема трагедија која што однела човечки животи, која што е помалку важна од друга трагедија која што резултирала со сличен исход. И затоа сметам дека сите овие 4 трагични настани кои што резултирале со ваква ненадомеслива штета и за семејствата и за целата држава, не треба да бидат селективно разгледувани, туку да бидат разгледувани како една целина, за да можеме со објективни согледувања да дадеме препораки за поправање на одредени системски недостатоци кои што во изминатите 20 или 30 години се таложеле и довеле до ваков еден трагичен резултат, во кој што жртва можел да биде секој граѓанин кој што би се нашол на такво место, без да има било каква вина за истото. Затоа би сакал, освен овие 75 подпишани пратеници, да го повикам и да го замолам и пратеникот Венко Филипче, како председател на опозиционата партија и подносител на следната иницијатива, да даде поддршка за оваа анкетна комисија, која што не исклучува ни еден трагичен настан, напротив,
ќе ги разгледува сите, ќе ги разгледува и тие кои што се најактуелни во моментов, но исто така и оние кои што се случија во времето кога господинот Филипче беше член на владата, по чиј мандат се случија и дел од овие трагични несреќи. Без да се прејудицира било каква кривична или политичка одговорност, сметам дека ако гласаме заеднички за една анкетна комисија без селективност и со истото чувство на емпатија, можеме да имаме поголеми шанси да стигнеме до некои препораки или заклучоци кои што би биле корисни за целата држава и би послужиле за системски корекции за во иднина да се намалат ризиците за вакви трагични несреќи кои што се прескапи за секое семејство и за државата во целина. Толку би имал да кажам и ве замолувам за поддршка. Благодарам многу.